Почитувани дами и господа, дали го чувствувате веќе оној процут на демократијата во милава и сакана држава? До толку имат слобода во државава шо кој шо сакат може да си правит. Значи папата отко се помоли за Македонија, одма работите тргнаја напред. Одма се избра собраниски спикер на кого го бодеше в око сликата на недоволно знамиња во канцеларијата, па реши да направит малку измени по фенгдуи. Одма си ги натопори знамињата на биро, го украси бирото во собраниската канцеларија на тема природа. Орли, звезди, сонце, па шо бе? Мора да ти е пријатно да работиш, така? Јас глуп освен чашава телефонов и овој чеканов за себе освестување, ништо друго немам стаено на биро. Знамињата да предизвикаја лавина од реакции, секој различно ги толкуват. Јас кога би се прашал, трите кои ќе ги поврзиш, одма станвит јасно. Еве шо значи точно, Џафери да ти бил поетска душа, орелски крилја как да си метнам и в Брисел јас да прелетнам, да видам Хан Могерини, да видам председател на собрание, јас да си бидам, слънце да зајдвит, јас да коалицирам. Ето, тоа е тоа, таја поетска душа. Почитувани, летаме кон прогресот, би рекол. Почитувани дами и господа, ако не влезиме во Европска Унија за 2 години, јас ево. Само кој ќе влезиме ние, никој ќе нема таму. Како што е тргнато, ко после журка, исто. Тој што ќе дојде последен, не му остане ништо друго, освен да подзачистит малку. Могерини до душа малку го подискара Џафери да ги остави етничките, политичките игри надвор од канцеларијата. Таа го поздрави изборот на Талат Џафери за председател на собранието од мнозинството пратеници, но нагласила дека неговата улога треба да биде надпартиската и меѓуетничката политика и председателот на собранието треба да работи за доброто на сите граѓани и заедници. Значи, председателе, да се разбериме, досега имавте партиска улога. Сега во новава сезона од серијава Игра на тронови, сте со поголема, да речам, надпартиска улога и не прај се дека не ја гледаш. Тој рече дека ова со знамињата нема да запре тука, во план е ставање и банери в канцеларија, да, преку кои председателот на собранието ќе комуницира со јавноста. Многу тренди, би рекол. Пред да замени во Брисел, Џафери испратил писмо до председателот Иванов со собраниски печат преку курир. Почитуван Иванов, стоп. Те молам, дај му го мандатот на Заев, стоп. Одам во Брисел, стоп. Иванов, исто така му возврати на Џафери преку курир. Џафери, место да си ја врши работата, секојдневно брои знаци по патиштата. Ете, председателот чита меѓу редови и за да се одмори малку од напорната задача, да возврати со писмо, ојде малцен одмор во Турција. Пошо кој ти го напна малку деноеве, го подсети дека треба да одлучи за мандатот, а еве како реагираше самиот Хојди на новинарско прашање. Гледајте. Who specifically authorized your visit? Was it some specific person higher than you? Was it yourself? Was it an invitation? So my name is Hoyt Yi. I am the Deputy Assistant Secretary for Europe. За тие што бегале од часој по англиски го прашаја кој точно ја одобри вашата посета, дали беше некој ваш предпоставен. Invitation? Дали некој предпоставен го пратил? Не, во дилема беше Хојти, дали да гледат филм со Брус Ли во Змејското гнездо или да дојд директно во гнездово на змејот, в собрание, кај што си ги кршиме главите сите, во живо, да ја осетит малце акцијата. Во медиумите веќе почна да зуи веста дека ВМРО оди во опозиција. Ова досега беше како надпревар со кечери во последниве 20 години. ВМРО и СДСМ се бореа, ние сите навивавме.
Се бореа по двојки, Љупчо и Груевски против Бранко и Заев. Тешка борба, мора да се признај. Лакто и шолдер блок, мислам дека сите имаме добиено по малце. Да беа кечери, стварно, си викам како ќе се викаја. Нормално, Бранко ќе се викаше The Octopod Man. Љупчо, поет Dynamite. Едноставно, нели? Зоран Заев би се викал The King of the Platform и Груевски би се викал Ж Man with the Dragon Taboo. Хан со изјава, сваќам дека на некои луѓе им е тешко да заминат од власт. Не на некои, на секој бе, брат. Не е лесно лавот да прифати дека нема да е цар на џунглата. Се надеваме дека нема да се случи това. Председателот на партијата ужива доверба и од Конгресот, и од општинските комитети, и од другите партиски органи, и истата ја оправда со резултатите на овие избори. Абе, земете, освежете ги тие лавојте, ставете ги под некоја фонтана кајацета, го изедоја човекот. Пред некој ден беше 114 годишнината од смртта на еден од македонските најславни лидери, Гоце Делчев. На сите ни е позната неговата фраза «Јас го разбирам светот» како поле за културен надпревар помеѓу народите. Направивме една мала анкета за тоа како лидерите го разбираат светот во моментов. Еве, јас го разбирам светот како дефакторизација на македонците, македонскиот народ, но и на другите етнички заедници, како турците, србите, власите, бошњаците, ромите и останатите. Јас го разбирам светот. За оглед од кој провиненција доаѓа во смисла на пратенички групи, односно дали го поддржали или не го поддржале изборот на председател на собранието. А вие како го разбирате светот? Значи вака сега, ова прашање не одговарам како во името на партијата, туку ова го разбирам како прашање поставено до кандидат за председател на СДСМ. Ето. Бабата која сакаше да биде премиер, никој ништо не ја праша, ама зато таа се трансформира во еден искусен лидер и реформатор. Самата си излезе на плоштад. На сонце, на дожд, и да врни, и да грее, ние сме тука. И да врне, и сонце да грее, и бура да коси, то за нас ништо не е. Ние сме тука. Абе, шубени направи во мозоков, мори бабо. Значи, појака антирима од ова ја до сега немам слушнато. Разбуди се, срце мое, во грекови сон на спи. Покај се душо грешна и на Бога сети се ти. Христо за тебе пострада, за Голготата мачна знай. Само за тебе, душо, да ти отвори рај. Бо, абе, поет динамит, школа код Љупчо Ѓорѓиевски, се гледа. Не предадоа, албанското знаме кој стасна по орбите. Нашето знаме, убаво знаме, македонка сум и македонка, не сакам, брака, турци, власти, роби и албанци. Ама да живееме како што живееме, платформата долу. Мајка Лоза. Заборај да кажит ко се поклона 4 Б одделение. И сите ве сака баба. Само мораше да напуштит
лидерскава средба, пошо за пршката дома ќе и загори. Имат нација за хранење женава, не е то така. Изјава на господинот кој упати нежен допир до Радмила Шекеринска во собранието. Видете. Вистина дека пишуваше во некој портали дека Немам деца, ја уопште немам деца. немате деца? Уопште. Па зошто во некој портали пишува дека во 2001 ви загинал син и затоа така изреагиравте? Не реагирам ја никако таму. Јас само тргнав. Да, тој, почитувани дами и господа, не реагираше таму, то не беше реакција, то беше рефлекс. Ко мува кој ќе помини ти, тебе рефлексно ти да ја опериш. Убошо не реагираше. Тој само така ја тргна закоса и рече say my name, who's your daddy? Упати нежност и посака убав ден. Ајде, живеј. Тој донејде што стоеше ми вика женско е, пуштете ја, А немавте намера? Женско е, пуштете ја и ја потегнав и ја тргнав на страна, за да нема проблем таму. Да, за да нема проблем тамо, која зеде ја потегна и која пушти, убошо скали немаше во близина, зашто иначе и по скали ќе ја пуштеше. Јас да сум ко тебе, бе дедо, и по цигари ќе ја пуштев. Чисто и единствено само за да нема проблем тамо. Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет денеска ќе организира средба со најстариот овчар Петко Додески од село Милутинци, кој од своето раѓање пред 80 години чува 600 овци. Поздрав и од Министерството за комедија до најстариот овчар. Требит в собрание да го стават човеков како почесен член, ако ништо друго ќе ги собери сите в трло. И не само нив, цела Македонија, воопшто. Во интервјуто го запрашале пастирот дали има проблем со двојазичност помеѓу овците во трлото. Не, во моево стадо се говори јазикот на природата, а доколку некоја од овците не го разбира, тогаш се служам со симултан преведувач, така наречен стап. А дали странски волци ви го напаѓаат стадото? Имало случаи, но тука е министерот за внатрешни работи во трлото, кој редовно се справува со сите обиди за загрозување на безбедноста. Одличен пример за справување со толпа. Ете, искуството просто говори. Почитувани дами и господа, нека социјалните мрежи не спојат. Лайк и фолоу на Facebook и Twitter и нормално subscribe на YouTube. До следната недела. Па-па!